Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Денес продолжуваме со проучување на глава 10 од Старозаветната книга Излез. Во овој дел од книгата се опишани казните кои Бог ги прати во Египет, како резултат на тврдоглавоста на фараонот. Сите казни беа еден вид победа против египетските богови, бидејќи се покажаа немоќни да го возвратат Божиот удар. Секоја од казните беше упатена кон одредено божество, односно кон одреден идол. Бог им покаже на египтјаните дека боговите на кои се поклонуваат се лажни и немоќни. За жал, тие не ја сватија пораката. Казна со скакулци. Сега доаѓаме до следната казна, која всушност дојде во форма на наезда од скакулци. Ке почнеме со читање од стих 10. Фараонот ги повика Мојсей и Арон и им предложи да одат да му се поклонат на Бог, но да ги остават децата во Египет. Браќата не го прифатија тој компромис и јасно му дадоа до знаење дека сакаат сите заедно да одат во пустината. Слушнете го предлогот на фараонот. И им рече фараонот: така нека биде. Нека е Господ со вас. Ке ве пуштам, но зошто со децата ваши? Ете, лоша замисла имате. Не така, туку одете само мажите и извршете му служба на Господ, зашто тоа самите го баравте. И ги истераа од кај фараонот. Фараонот му рече на Мојсей: штом сакате да одите во пустината да му се поклоните на Бог? Ајде, сторете го тоа, но оставете ги децата тука. Се разбира, Мојсей не го прифати тој компромис. Во следните неколку стихови е запишана наредната казна. Тогаш Господ му рече на Мојсей: протегни ја раката своја над земјата египетска, и ќе излезат скакулци по земјата египетска, и ќе ја изедат сета трева по земјата, и се што останало неудрено од градот. И го крена Мојсей стапот свој над египетската земја, и наведе Господ источен ветар, кој дуваше цел ден и цела ноќ, а кога се раздени, источниот ветар довеа скакулци. И ги навеа нив на целата египетска земја и нападнаа по сите краишта египетски во голем број. Такви скакулци никогаш немало, ниту такви ќе има некогаш. Ја покрија површината на земјата така што земјата не се гледаше. И ја изедоа сета трева на земјата и сиот род под дрвјата, неудрен од градот, а не остана ништо зелено ниту по дрвјата, ниту по тревата полска во целата египетска земја. Има неколку важни нешта кои Бог ни ги открива преку оваа казна. Како што веќе спомнав, станува збор за казна во форма на скакулци. Прво, ќе забележите дека скакулците не се појавија на чудесен начин. За разлика од претходните казни, оваа изгледа дека не е толку спектакуларна. Мојсей ни дава објаснување како скакулците дојдоа во Египет. Преку источниот ветер. Тоа значи дека скакулците дојдеа од педелот на Азија, а во тоа време ги имало многу на тој континент. Со оглед на тоа што патуваат доста долго, сигурен сум дека кога стигнаа кај долината на реката Нил, тие беа многу гладни и затоа почнаа да го уништуваат посевот на египтјаните. Мислам дека оваа казна беше полоша од сите претходни. Во неколку места од Стариот Завет скакулците се користат како слика за Божиот суд. По книгата на пророкот Јоел се спомнуваат како Божиот суд врз израелскиот народ. Сите овие казни се предслика и најава за судот кој допрва ќе дојде врз овој свет. Ако ја читате книгата Откровение, ќе видите како и таму пишува дека еден ден Бог ќе прати скакулци за да му суди на овој свет. Во книгата на пророкот Јоел, скакулците се спомнуваат во контекст на минатото, на Божиот суд кој се случил, но и во контекст на иднината, дека Божиот суд ќе дојде. Кога дојдоа во Египет, мислам дека скакулците нанесоа многу поголема штета од сите претходни казни. Забележете што пишува во стих 16. Тогаш фараонот брзо ги повика Мојсей и Арон и рече: сгрешив пред Господ вашиот Бог и пред вас. Колку што можам да се сетам, ова е прв пат фараонот да признае дека сгреши. Потребно беше да дојдат огромен број скакулци и да го уништат посевот за да го признае својот греф. Преку се што се случи, Бог се справуваше со закоравените срца на фараонот и на египтјаните. Казните беа насочени кон нив, но и кон боговите на кои тие им се поклонуваа. Со тоа Бог покажа дека е посилен од идолите кои беа обожувани во Египет.
Тој сакаше да постигне две цели: да ја објави својата слава и сила во Египет, но и да го принуди фараонот да ги ослободи израелците. Очигледно е дека казната со скакулците имаше некаков ефект врз него. Тој ги повика Мојсей и Јарон да дојдат кај него и навидом се покаја. Слушнете што рече: но уште овој пат простете ми го гревот мој и помолете му се на својот Господ Бог да ја отстрани од мене само оваа смрт. И излезе Мојсей од кај фараонот и му се помоли на Господ. И сврте Господ многу силен ветар од запад, и тој ги крена скакулците и ги фрли во Црвеното море. И не остана ниту еден скакулец во целата египетска земја. Но Господ го ожесточи срцето на фараонот и тој не ги пушти синовите на Израел. Предпоставувам забележувате колку е фараонот нестабилен. Веднаш, штом престануваат казните, тој се предумислува и им забрануваше на израелците да одат. Но Бог нема да се откаже и на крајот ќе го принуди фараонот да го пушти народот. Следна казна: мрак. По скакулците следеа уште две казни. Следната е навистина необична, бидејќи станува збор за ситуација во која завладеа мрак низ целата египетска земја. Оваа казна беше насочена против најважниот бог во Египет – Ра, богот на сонцето. Забележете што пишува во стих 21. И Господ му рече на Мојсей: крени ја сега раката своја кон небото и ќе настане темнина по египетската земја, толку густа што не ќе може да се допира. Не знам дали некогаш сте се нашле во ваква или слична ситуација, но од лично искуство можам да ви кажам дека е навистина мурничаво и непријатно. Не дека сум бил во сосема исти околности, но еднаш во животот се најдов на место каде што имаше целосен мрак. Месечината беше покриена од облаци, а немаше улични светла кои би ни го осветлувале патот. Кога ми се случи тоа, веднаш помислив на овој настан од Библијата. Стихови 22 и 23. И Мојсей ја подигна раката своја кон небото и настана густа темнина по целата египетска земја, која потраја цели 3 дена. Луѓето не се гледаа еден со друг и никој не се поместуваше од местото своје 3 дена. Но по местата, каде што живееја синовите израелски, имаше виделина. Откако се случи ова, фараонот повторно беше подготвен да направи некаков компромис во однос на израелците. Минатиот пат им рече дека можат да одат, но нивните деца да останат во Египет. Овој пат реши да ги пушти децата, но сепак ќе им постави некаков услов. Господ го благословува Израел. Стих 24. Тогаш фараонот го повика Мојсей и му рече: одете, извршете му служба на Господ, само овците ваши и воловите ваши нека останат, а децата ваши нека одат со вас. Може би ќе помислите дека ова е фер понуда од страна на фараонот. Единственото нешто што го бара од нив е да го остават добитокот во Египет. Со други зборови, фараонот прави навистина голем компромис во оваа ситуација. Како и со претходните компромиси, мислам дека и овој има важна примена за христијаните денес. Бог ги повика израелците да излезат од Египет со се што имаат, а не само да ги земат децата со себе. Тие не требаше да ги остават децата, бидејќи египетскиот начин на живење и вредности беа штетни за нив. Децата на израелците требаше да растат во познавањето на Бог, а не во познавањето на лажните идоли. Истото искушение се однесува и на христијаните денес. Родителите мора да бидат внимателни во однос на тоа кој и како ги образува нивните деца и на што ги поучува. Ако не обрнете внимание на ова, само прашање на време е кога вашите деца ќе тргнат по лош пат. Пред некое време разговарав со жена која ми кажа како нејзиното дете завршило добар факултет и има добра работна позиција. Но не ми кажа дека синија загубил верата во Бог, туку само зборуваше за тоа колку напредувал и колку заработува. Човекот е навистина познат и за него неколку пати пишуваше во медиумите. Не дека имам нешто против тоа, но што е со неговата вера? Зарем не е тоа најважното нешто? Вториот пат кога оваа жена разговараше со мене, дојде со насолзени очи и ми кажа дека сини тргнал по лош пат. Колку и да ми беше жал за тоа, воопшто не бев изненаден. Но контекстот ни налага да размислуваме за друг аспект, односно за добитокот на израелците, а не за нивните деца. Фараонот му предложи на Мојсей: оставете го својот добиток тука во Египет.
Познавам христијани кои велат да, ние сакаме да му служиме на Господ, редовно одиме во црква и го поддржуваме пасторот. Но начинот на кој го водат својот бизнис е спротивен на Божите принципи. Знаете зошто е тоа така? Бидејќи го имаат оставено својот добиток во Египет. Нивните животни се под авторитетот на фараонот, а ако таквите христијани треба да одлучат да му служат на Бог во пустината или да одат во Египет кај нивниот добиток, големи се шансите дека ќе се одлучат да се вратат во Египет. Нивното срце е во добитокот, во тоа што им носи пари. Интересно е што голем дел христијани велат дека во недела му се целосно посветени на Бог и сакаат да му служат, но во понеделник мораат да се снаоѓаат во бизнис светот кој е многу суров. Резултатот од таквиот начин на размислување е тоа што има луѓе кои се нарекуваат христијани, а своите бизниси ги водат на сосема ист начин како луѓето од светот. Не можете да препознаете никаква разлика помеѓу нив и луѓето од светот, бидејќи се водат според истите вредности и принципи. Лично сметам дека кога ќе се случи грабнувањето на црквата, ќе има христијани кои ќе бидат разочарани. Знаете зошто? Бидејќи ќе жалат за сите инвестиции и богатства кои ќе треба да ги остават зад себе. Ако сте христијанин, кога Христос ќе се врати по црквата, ќе мора да оставите зад себе се што имате. Имот, пари во банка, автомобили и слично. За некои луѓе тоа нема да биде проблем, но сигурен сум дека некои ќе жалат поради тоа. Забележете го одговорот на Мојсей на тоа што му го кажа фараонот. Како и досега, тој не е подготвен да прави било каков компромис, бидејќи знаеше дека компромисот не му е угоден на Бог. Компромисот е неморално дело. Иако денес живееме во свет каде компромисот е нешто за кое се смета дека е добро, сепак во однос на прашањата поврзани со Бог и верата, компромисот е секогаш погрешна опција. Стихови 25 и 26. Но Мојсей рече: не, зашто ти треба да не снабдиш со приноси и жртви се паленици што ќе ги принесеме на Господ нашиот Бог. Затоа и добитокот наш нека оди со нас, да не остане ниту едно грло, зашто од него ќе земеме жртва за Господ нашиот Бог. Но додека не пристигнеме таму, не знаеме каква жртва ќе му принесеме за Господ. Мојсей всушност му рече: кога ќе излеземе од Египет, нема ништо да оставиме зад себе. Фала му на Бог што овој човек беше толку храбар и јасно му кажа на фараонот дека не планира ниту едно грло да остави зад себе. Со други зборови, Мојсей му кажа на фараонот дека не е подготвен да прави компромис. Наместо компромис, тој постави ултиматум и кажа дека целиот народ, заедно со својот добиток, ќе излезе од земјата. Ајде да бидам малку подиректен и да ве прашам: како би се чувствувале ако Исус дојде и ве земе од овој свет? Дали ќе ви биде мило за тоа? Или можеби ќе ви биде криво што зад себе на овој свет ќе оставите некакво богатство? Ќе ви биде ли тешко да го оставите својот имот? Своето богатство? Ќе ви биде ли тешко да го оставите тоа што сте го заработиле? И Господ пак го отврдна срцето на фараонот, и тој не сакаше да ги пушти. Фараонот не беше подготвен да го прифати ултиматумот на Мојсей. И фараонот му рече: "Изстави се од пред мене, повеќе да не ми излегуваш пред очи, и оној ден кога ќе ми дојдеш пред очи, ќе загинеш." А Мојсей рече: "Како што рече, така и ќе биде, нема повеќе да ти го видам лицето." Тој се уште не знаеше, но ќе дојде моментот кога ќе ги пушти израелците да одат во пустината. Глава 11. Господ се заканува со уште една казна и израелците бараат плата. Глава 11 е всушност последниот текст кој ги опишува казните и начинот на кој Бог се справи со фараонот, со цел да ги ослободи израелците од робство. Во текстот кој е пред нас ќе читаме за последната, 10-та казна која Бог ја прати во Египет. Ќе ги прочитам првите 2 стиха од глава 11. Пак му рече Господ на Мојсей: "Уште едно зло ќе пратам над фараонот и над Египет, па тогаш ќе ве пушти од тука. И кога ќе ве пушти, просто ќе ве истера од тука. А сега кажи му на народот: секој човек нека побара од соседот свој и секоја жена од соседката своја сребрени и златни предмети." Сакам накратко да ги објаснам овие стихови, бидејќи на прв поглед можат да ги збунат дел од слушателите. Во овие стихови Бог им кажува на израелците да си ја земат платата за својата работа.
долги години служеа во Египет како робови и никој не им плаќаше за нивниот труд. Кога Бог им кажа дека ќе излезат од Египет, тој им рече да побараат од соседите сребрени и златни предмети. Тоа ќе биде нивната плата за долгогодишната им макотрпна работа. Бог не им рече да ги украдат тие предмети, туку да ги побараат. И даде Господ народот да најде благонаклоност кај египтјаните, а и самиот Мојсей беше многу голем човек во египетската земја, во очите на слугите фараонови и пред народот. И рече Мојсей: вака вели Господ, на полноќ ќе поминам низ Египет и ќе умре секој првороден во земјата египетска, од првородениот син фараонов, кој треба да седне на престолот негов, до првородениот син на слугинката, која се наоѓа во воденицата, и првородениот добиток. И ќе настане голем пискот по целата египетска земја, каков што досега немало, ниту некогаш ќе го има. А кај синовите на Израел, нигде нема ни куче да залае со својот јазик, ниту против човек, ниту против животно, за да се види каква разлика прави Господ меѓу израелците и египтјаните. Па ќе дојдат сите тие слуги твои кај мене, и ќе ми се поклонат велејки: оди си и ти и целиот твој народ што го водиш со тебе. И тогаш ќе излезам. И си излезе Мојсей разгневен. А Господ му рече на Мојсей: нема да ве послуша фараонот, за да се умножат чудата мои во земјата египетска. Мојсей и Јарон ги направија сите овие чуда пред фараонот, но Господ му го ожесточи срцето на фараонот, и тој не ги пушти синовите израелски од својата земја. Да ве подсетам, овие казни првенствено се начин на кој Бог ја покаже својата надмоќ врз боговите кои беа обожувани во Египет. Ако фараонот и народот му се поклонеа на Бог и го пуштеа израелскиот народ од робство, сите овие казни немаше да се случат. Но со оглед на тоа што фараонот беше тврдоглав, Бог одлучи преку 10 казни да ја објави својата сила во Египет. Со секоја од казните, тој покаже дека е посилен од најпознатите египетски богови. И оваа последна казна, која Бог му ја најави на Мојсей, е поврзана со боговите. Во Египет се верувало дека првородените деца, а и првородените од добитокот, им припаѓаат на боговите. Со тоа што ќе направи сите првородени во Египет да починат, Бог ќе им покаже на египтјаните дека нивните првородени не се во сигурни раце. За разлика од нив, првородените меѓу израелските деца ќе останат живи. Како е можно тоа? Бог му кажа на Мојсей што треба да направат израелците за да ја избегнат оваа казна. Тие требаше да ги попрскаат до вратниците со крв од јагне. Ова е всушност воспоставувањето на Пасхата, еден од најпознатите празници кај евреите. Пасхата е всушност прекрасна старозаветна предслика на Господ Исус Христос. Но затоа ќе размислуваме во следното проучување. Дотогаш, ќе ве замолам да се подготвите, така што ќе ја прочитате глава 12 од книгата Излез. Иако е текстот долг, нека не ве плаши тоа. Следниот пат ќе ја прочитаме цела и ќе видиме како настаните во неа се еден вид пророштво за смртта на Господ Исус Христос. Бог нека ве благослови. Слушнавте емисија од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на сите познати подкаст платформи, како што се Google, Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите програми, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо Македонија на Facebook и Instagram. Емисиите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.